По објавувањето на вчерашниот прилог за бурниот љубовен живот на Мелита, согласи незиното момче Виктор Ѓуршевски, и тоа директно од Дубај. Тој ни објасни дека веќе некое време е таму, а работи бизнис со мермер и дека дефинитивно помеѓу него и Мелита е крај. На нашето прашање дали се уште комуницира со Мелита, тој беше категоричен. Одамна ставивме крај. Сега работам, уживам и трошам пари, вели Виктор. Но да се вратиме години наназад. Војкот на популарноста на ТВ водителката. Таа беше фатална за многу јавни фаци и бизнисмени. Една од незините љубовни афери за која и тоа како ќе биде запаметена во јавноста е незината врска со скопскиот бизнисмен, односно газдата на Евромилк. Оваа тајна врска тогаш обелодени неговата сопруга Јулија, собственичка на салон за убавина. Кобната ноќ, кога таа жива ја фатила Мелита во прељуба со незиниот сопруг, настанала крвава тепачка во лифт во една зграда во Скопје. Купање за коси, боксови и клоци, полиција и жестока расправија, епилогот на оваа љубовна драма. Тогаш Мелита во јавноста изјави дека жената што ја нападнала не ја познава. За следниот ден во тогашниот најтиражен дневен весник да осадне насловна страница со наслов «Мелита миграше на свадба». На насловната страница беа љубовникот на Мелита, неговата сопруга Јулија облечена во невестинско. Јавноста беше во шок и кога Јулија објави пикантерии за врската на Мелита со незиниот сопруг, кој после аферата се пресели со фирмата во Белград, каде и ден денес живее. Тогаш се шпекулираше и тоа дека Мелита е бремена од него, но наводно абортирала. Но секое чудо за 3 дена. Кога бурата се стиши, Мелита се повлече од ТВ екраните и си отвори незин бутик. И повторно удар од јавноста. Љубителката на животните, која сама се декларираше како македонската Брижит Бардо, овој пат ја нападнаа Сдруженијата за заштита на животните, која осудија за носење на природно крзно кое во тоа време го имаше во изобилство во незиниот бутик. Да биде уште потрагично, Мелита за потребите на собствениот бизнис, скапите бунди и крзно, со гордост ги рекламираше во јавноста. Но за кусо време, таа го затвори бутикот. Приказната за Мелита продолжува.